За некоја си среќа, демографската компонентна кај нас е да бидеме некаде на позитивната нула. Не сме од оние општини што сме во дефицит во тоа поле, меѓутоа тоа се должи на она што го кажав и премалку, големиот интерес за населување во општина Сопиште. И да, ние како сериозна локална самоуправа која размислуваме на задржување на младите и нудење на понуда за задржување на нив тука, треба да размислуваме за како ние да ги пред се вклучиме во претшколската возраст, школската возраст, и понатаму да им понудиме услови за живот и услови за да створат свој дом и ги креираат своите семејства токму тука во општина Сопиште. Затоа во тој дел размислуваме на делот на предучилишен и училишен престој, односно отварање на нова детска градинка која планираме да се случи наскоро после доаѓањето на новиот тим во општина Сопиште. Се работи за една детска градинка која е во завршна фаза. Значи ли тоа дека нема доволно капацитет? Да, за среќа, за наша среќа интересот и побарувачката за место плюс во градинките е огромен и ние мораме да размислуваме за зголемување на капацитетите. Во делот на училиштата размислуваме за модернизација, како што кажав и премалку, изградба на ново училиште во општина Сопиште, доградба на училиште во населено место Држилово, подобрување на детските реквизити што се во склоп на училиштата, продолжен престој, униформа за секое дете и така натака се дел од точките кои ќе бидат фокусирани токму за младите во општина Сопиште. Нашата цел е јасна, да младите се запишат во нашите училишта и да не мигрираат во соседните градски општини каде што е случај во моментов. Значи, нашата понуда ќе биде адаптирана према нивните потреби.